Добро утро, Анита. Токму така од Сестрите за сестрите е хуманитарна акција што се реализираше изминатиот период, но и ред други активности што ги организира од Унијата на Сдруженија на медицински сестри, акушерки, техничари, но и стоматолошки сестри. За тоа какви активности има периодов, утрово разговараме со председателката на Унијата Гордана Бешлиовска. Гордана, добро утро и добре ве најдовме во вашата канцеларија, но и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам многу што го подигате гласот на медицинските сестри, а јас и понатаму вака визуелно со униформата се додека сестрите не ги остварат собствените права на кои што им ветив дека кога ќе го добиеме законот и кога ќе ги добиеме сите оние правни субјекти со институционална позиција на медицинските сестри, тогаш ќе се појаваме во цивилна униформа, се до тогаш ова свечена униформа медицинските сестри ќе биде визуелниот глас. Многу успешна година испиша Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, ги направи медицинските сестри многу видливи. Тоа впрочем го прави континуирано во Македонија, меѓутоа видливоста стана во регионот, во Европа и во меѓународни рамки со тоа што после Европската асоциација, после другите асоциации во кои што Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри го внесе македонското сестринство, оваа година станавме почесни членови на најголемата меѓународна федерација на медицинските сестри од анестезијата, преку што индиректно сме и дел од ICN. Ова зборува за нашето сестринство, кое што во овој момент Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри го донесе во ниво на носење на меѓународни сестрински политики. Нема, ми се чини, веќе по-важно и по-големо нешто кое што треба да биде јасна слика за нашата гарнитура сегашна во Министерството за здравство, дека ова Унија на Сдруженијата на медицинските сестри го заслужува местото таму каде што се носат одлуките на сестрите. На крајот на годината секогаш од сите наши хуманитарни друштва кои што ги имаме како што ги имаме, во Сдруженијето по специјалности кои што се 14 на број, го имаме хуманитарното на Ивона Пешевска, тоа е прерано почината медицинска сестра, која што во подигањето на колективната свест беше многу голема информација со тоа што затоа што незините родители потпишаа и дозволи органодорителство. Ние како Унија, како Сдруженија, незиното име го продолживме со името на хуманото на нашето друштво натре во Унијата, кое што секоја година во програмските активности завршува на крајот на годината сестрите со сестрите. А кој за сестрите, ако не самите ние сами за себе? Така да бележиме програмски активности преку целата година, за жал за медицинските сестри кои што имаат потреба за рехабилитација, лекување и нивните поблиски семејства, или досега имаме помогнато на медицински сестри кои што побарале од Сдруженијето, од Унијата, за жал за нивните дечиња. И тоа го правиме преку тоа што цела година на сите наши едукативни настани, кои што се многу, а тоа се од типот на симпозиуми, конференции, трибини и сите оние работилници на кои што ние го собираме целото сестринство во Македонија, од сите нивоа на здравствениот систем, од приватниот и од јавниот здравствен систем, на донацијските базари донираат медицинските сестри, а и општествено одговорните фирми, и сето тоа преку нашата донацијска сметка оди до сестрите на кои што им е потребно. А на крајот на годината се движиме вака меѓу сестрите. Така, посетивте бројни патронажни сестри низ целата држава, и што е она што ви покажаа средбите за реалната состојба и предизвиците со кои се соочуваат медицинските сестри во државата? Така е, Мартин, многу убаво ми го постави ова прашање. Најубаво е кога се движите меѓу сестрите за да слушнете што се случува, без разлика на тоа што континуирано ние сме единствената Унија, Сдружение, единствениот глас на сестрите кои што преку цела година сме им на некој начин центарот за сите ние потреби кои што ги имаат сестрите, и се бориме за се она што се вели за и просиндикално за медицинските сестри, и системски за медицинските сестри во институциите, покрај тоа што ги имаме едукативните активности. Меѓутоа, вака кога ќе се придвижите на крајот на годината меѓу сестрите, има многу некои нешта кои што ќе ги слушнете од не се признаени коефициентите во критичните единици до датоците кои што ги носат и кои што треба да ги имаат. Сестрите во примарното, во концесионерските амбуланти ги немаат договорите врз основа на кои имаат најниска договорена плата и каде што им се описот и пописот на работните задачи. И тоа се многу голем број на други некои нешта кои што Унијата и Сдруженијето преку собствените активности апелира до Министерството за здравство, до синдикатите, и меѓународен притисок врши. Хуманитарното друштво Ивона Пешевска таргет група има секоја година на медицински сестри, и убаво кажавте, минатата година се дружевме и бевме през годината со сестрите од патронажата, кои што се впрочем и многу дефицитни.
а сега ни беа сестрите од ургентните центри. Се движевме прво, почнавме со акцијата во клиничкиот центар Тетово, во ургентниот центар, каде што бевме срдечно пречекани и многу на наше задоволство поддржани од менаџерските политики на директорот на клиничката болница и на здравствениот дом. Тоа е многу важно. Во ситуација кога сестрите отсуствуваат од авторитативни позиции во болниците и немаат авторитети таму кај што се носат одлуките и во болниците, не ни преостанува ништо друго освен да се радуваме на поддршката на менаџерите, бидејќи не секаде ја имаат и не секаде можат да допрат и да бидат дел од носењето на систематизациите, креирањето на политиките за описите и пописите, нашите потреби, колку сме и како сме. Од тука се нашите побарувања јавни дека уште што треба Унијата да направи за да ги добие јавните овластувања за медицинските сестри, да ги преброи, да ги структурира, значи да помогне во носењето на решенијата за покревање на достоинството на професијата. Не постои ниту една друга професија која што го нема законот и коморното здружување како медицинските сестри, а пациентите заслужуваат да имаат задоволни медицински сестри. Годинава на почетокот од месец декември се одржа и 4-тиот конгрес на медицински сестри во Струга. Што е на што произлезе од овој конгрес? Тоа беше круна на целокупната наша работа во текот на годината, која земете во предвид конференцијата на Југоисточна Европа, каде што го собравме сестринството од највисоките нивоа и добивме прилика да се заблагодариме на сите сестрински колективи од болниците каде што за жал беа лекувани нашите деца од трагедијата во Кочани, и тоа беше една конференција на која што имавме прилика сестринството меѓусебно да си заблагодари за се она кое што пожртвувано го работевме ние од овде како сестри, колку што можевме преку здравствените институции, се она што они го направија. Низ годината сите оние симпозиуми и се она кое што го направивме не направи многу видни во европските асоциации, и на нашиот 4-ти меѓународен конгрес кој што секоја година е во октомври, ја добивме Европската конференција на сестрите со специјалистички студии. Да сте не европска земја, а да бидете домаќини на Европска конференција на сестри со специјалистички студии, тоа зборува за вашата препознаеност, вашата работа и, како што кажав, носењето во меѓународните сестрински политики. Ние сепак како сестри во сестринство преку Унијата и преку Сдруженијето допринесовме многу да се направат нешта во делот каде што не дозволивме многу идеи да се преточат во закони, а многу одлуки се многу важни како такви. 2 години го скративме вонредното дошколување на медицинските сестри, подигајќи го гласот, реагирајќи со сите компетентни аргументи за тоа дека нашата професија не е професија која што треба да се школува вонредно. 4-тиот конгрес донесе на резолуција од сите меѓународни европски асоциации, која што е доставена до Министерството за здравство, каде што се врши исклучителен притисок дека сестринството во Македонија преку Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри треба да ја добие институционалната позиција, да биде таму каде што се носат одлуките, да ги структурира сестрите, јавно преброи, да ги донесе лиценците на сестрите, каде што се одговорностите на медицинските сестри и на крајот и кривичните одредби. Сите ние за некои нешта што сме ги направиле, не направиле или погрешно направиле, нормално треба и да одговараме. Сето ова ние го обединуваме во единствен глас на сестринството, кое што на крајот на годината го работиме сестрите со сестрите. Верувајте ми, многу е пријатно чувството, бидејќи многу пати сестрите се чувствуваат заборавени од многу релевантни авторитети, етаблирани и така понатака, така да кој би друг за сестрите, ако не самите ние. Меѓутоа, нивното хумано дојде до израз и во овој караван, со тоа што и со хуманитарната Свети Спас се вклучивме и во подготвување и подаривме. Ништо не се прави за да се каже, меѓутоа е со цел за подигање на колективната хумана свест на медицинските сестри, дадовме нешто малку придонес за бездомните и социјално загрозените. И сосема за крај во оваа насока, кажавте за и тие да се почувствуваат дека се слушнати и од институциите, се наоѓаме на прагот на новата година, последниот ден од 2025-та. Која е пораката до институциите, но и до јавноста, кога станува збор за поддршката и вреднувањето на медицинските сестри во Македонија? Медицинските сестри постојат за пациентите. Суштината на нашето постоење се пациентите и ние се правиме и треба да правиме за подигање на вредноста на пациентите. Инвестицијата во медицинските сестри во сите области, посебно во образованието и во сето на кое што се вели
институционални позиции на медицинските сестри и добивање на коморното здружување на законот на медицинските сестри инвестиција во здрава нација. Знаете, кога инвестирате во образованието на медицинските сестри, инвестирате во здрава нација, а нацијата е богатство на државата. Сметам дека тоа е нешто кое што најмногу можеме да си го посакаме, затоа што ние се правиме за пациентите и тие заслужуваат да имат образувани сестри, признаени сестри, сестри со лиценци, медицински сестри кои што се задоволни и кои што нема да ги оптеретуваат со нивните недостатоци на работните места. Заслужуваат доволна бројка на медицински сестри за да бидат негувани така како што треба, за да го скратиме болничкиот ден во болниците, за да постигнеме ефект таков каков што посакуваат сите пациенти. Сите еден ден без исклучок ќе бидеме пациенти. Многу е важна инвестицијата во медицинските сестри, во сето она што го ствараме, правиме и она што го чуваме во моментот во болниците. Имаме професија која што е една од 6 регулирани европски професии, каде што се е испишано по директивите и по курикулумите, само треба на унијата на здруженијето да и се дозволи сето тоа да го спроведе, да го направи и од некаде да започнеме за да медицинските сестри добијат достоинствена професија. Гордана, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро, ви посакуваме успешна работа и се разбира, ние сме тука да ги следиме вашите активности. Ви благодарам многу, вие го подигате гласот на медицинските сестри континуирано. Срдечни поздрави до македонската телевизија, до вашето студио, до вашите гледачи. Среќна нова година, пред се многу здравје и успешност во работата на сите. Ви благодарам. Среќни празници и од нас. Утрово разговаравме со Гордана Бешлиовска, председателка на Унијата на Здруженија на медицински сестри, техничари, акушерки, но и стоматолошки сестри, за да не изоставам за нивните активности што изминатиот период ги спроведуваа ширум државата. Колеги?